40 години сум суфлер во Драмскиот театар. Значи се вработив 83-та година и цел живот го поминав тука. Си ја создавам представата од почеток до крај у мојата глава. И кога ќе заврши представата, значи не смее да има ни малку луфта кај што јас не знам што се случува. Ми треба мене тој поглед, се што прави глумецот да го впијам во мене, се што ќе каже режисерот, затоа што нашата е многу суптилна работа. Може утре во текот на представите ќе го примениш тоа, знаеш што му кажал режисерот и затоа мора да знаеш сите паузи, се е во твојата глава. Некош не ги гледаш глумците, ама точно знаеш кога треба да ја каже репликата. Или по интонација осеќаш дека нешто не е во ред. Например, во Тетовирани души 85-та година, сега за жал двајца покојни актери, феноменални, Ацо Ѓорчев и Ненад Стојановски, Ненад Војдан, овој Колјо го игра, беше продолжена сцената, Маџели ја режираш, имавме одлична представа и они имаат диалог двајцата. А јас сум во ложа, затоа што беше продолжена сцената. Беше многу добра сценографијата, беше една од поубавите представи, да речем. И они ми застанува Ненад. И јас викај. Викам, зошто не ме слуша овој човек? Сега ми кажува Ненад на паузата. И викам, зошто овој Ацо не ја слуша Данче што му кажува, се уби жената од викање? Чекај јас да зачујам што е, за да му кажа. Ако може, пошто се така близо, да речеме пола метро далече ми така. Во секоја представа ги знаеш тие кризни моменти кои се, па се преместуваш, одиш на друго место, кај што е поблиску за да те чуе. Или имало јас на мала сцена, знам и ова, никој не знае, или значи, и одма знае глумецот дека нешто не е во ред, па тогаш ќе застане и ќе те чуе. Мора да најдеш, зависно е од представата. Никогаш не помислив да ја сменам професијата. Може би одличната соработка што ја имам во театар со колегите. Никогаш никаков проблем за овие 40 години.